Благодарам, председателка. Почитуван колега Еју Палими, почитувани колеги од Социјалдемократскиот сојуз, јас една работа би сакал да споменам тука. Според искуството што го имаме во изминатите неколку месеци во собранието, се случува често она што пратениците од СДСМ не сакаат отворено, јасно и гласно да го кажат, поголема смелост за истото некогаш имаат пратениците од ДУИ. И сега јас како што ја разбрав тезата на господинот Еју Палими е дека ова не било природна непогода од такви размери, за да треба некоја оштетена тераса или некои други работи оштетени на објектите да мора да се плаќаат на граѓаните од Охрид, Струга или Ресен. Јас сепак ќе кажам едно нешто. Државата досега дејствувала секогаш во вакви прилики или неприлики. И ние како партија сме изненадени што двајца пратеници од Охрид од СДСМ се против тоа да имаме обезбедени 2 милиони евра средства за проценетите штети кои што треба да стигнат до владата на Република Македонија и да бидат обештетени во моментов преку 850 објекти поднесени во Охрид, Ресен и Струга заради случајните земјотреси. Ако ги обезбедиме овие 2 милиони евра, тоа значи дека ние на тие граѓани им даваме одредена сигурност. Ако проценката на штетата биде поголема, ќе имаме дополнително, ќе се извадат средства од резерви. Средствата кои што се предвидени во буџетот како резерви, се средства кои што секоја година буџетот ги троши. Затоа што, за жал, се случуваат различни непогоди. Без разлика дали се од ваков карактер како земјотреси, без разлика дали се од друг карактер како некои земјоделски непогоди или се од трет карактер, дај Боже да нема, но за жал тие малку средства кои често се предвидувале во буџетите, секогаш биле потрошени затоа што во текот на една година непредвидено секогаш се случувале одредени непогоди. Во моментов ние имаме преку 850 поднесени барања од граѓани на Ресен, Охрид и Струга за оштетени објекти од земјотресите кои што беа многу на број, но само ќе напоменам, она што го кажа колегата Еју Палими дека не се работи за размер временска или не знам каква друга земјотресна непогода, сепак имавме на подрачјето на Охрид, на Ресен и Струга најмалку 130 земјотреси над 3 степени по Рихтеровата скала. Еден да се случил таков земјотрес, ние може да речеме дека, како што кажа колегата Тунтев, граѓаните се навикнале или ќе се навикнат затоа што еден месец имало земјотрес. Но во Охрид имаме и заштитено подрачје. Во тоа заштитено подрачје имаме многу стари објекти. На тие објекти со 130 земјотреси над 3 степени Рихтер треба да им се направи проценка колку се безбедни и дали треба да бидат во иднина понатаму обезбедени. Имаме проценки кои што треба да ги направи ИЗИС, најмалку на една градинка, најмалку на едно основно училиште, Братство единство, и на гимназијата во Охрид. Треба да се направат проценки за да се види, затоа што не мора секогаш да значи дека земјотресното оштетување ќе се појави во истиот момент кога што се случил земјотресот. Може да имаме оштетување на статиката, а потоа да имаме после некое време последица од таквото оштетување. Затоа треба не само локалната самоуправа, туку и ИЗИС, како стручна институција, да направи ревизија на многу јавни објекти и приватни објекти и на објектите кои што се во заштитеното културно подрачје и кои што се многу стари, за да знаеме колкава е вистинската штета и не е само за штетата, туку да знаеме и колкава е безбедноста на одредени објекти кои што се посетени од туристи, од ученици, од деца или од приватни сопственици на таквите објекти. Затоа, ние од ВМРО ДПМН предлагаме да донесеме заеднички амандман, комисиски амандман кој што ќе биде специфично наменет за овие случувања.
2 милиони евра не се премногу за буџетот. Министерот за финансии ќе ни помогне, технички ќе ни каже од која ставка и каде најповолно би можело тоа да го уредиме. И тие 2 милиони евра ќе бидат на располагање на општината Струга, на општината Охрид и на општината Ресен после извршените проценки за сторените штети. Ние знаеме дека имало многу земјотреси, знаеме дека има оштетувања, ги очекуваме проценките за скоро време ќе стигнат, зошто да немаме сигурност во буџетот дека истите ќе бидат исплатени. И затоа не се согласувам со колегата Ејуп Алими кој што вика државата не е осигурителна агенција да исплаќа штети. Ако е тоа ставот на коалицијата СДСМ-ДУИ, тогаш барем да знаеме дека тоа е ставот и дека тоа е причината зошто се одбива ваков амандман. Зошто државата беше осигурителна агенција кога се исплатеа штети во Ченто, во Синџелич, во Рачиново, во Стајковци, на други места, во други села, каде што имаше штети. Некаде поголеми, некаде помали. Никој не беше делен по никаква основа. Се случија неприлики. Ние знаеме дека кај добар дел од населението треба дополнително да се гради и да се стимулира културата на осигурување и на земјоделски површини, и на приватни имоти, и на други поседи. Но знаеме дека тоа е процес. И тој процес и владата, и државата, и општините, и сите други агенциите треба заеднички да продолжат да го прават. Но во моментов ние имаме обврска на вакви некои случувања, ако закономерно и по правило сме одговарале во изминатите 10-15 години со нудење на државна помош за обештетување, овој пат да не направиме исклучок за граѓаните на Охрид, на Струга и на Ресен. И затоа ве покануваме пратениците од ДУИ, од СДСМ и од ВМРО-ДПМН заедно да направат еден комисиски амандман во согласно со Министерот за финансии да одделиме 2 милиони евра и да бидат граѓаните посигурни дека имаат основата за обештетувањето на проценките кои што ги очекуваме да стигнат. Благодарам.